Да, продолжуваме со емисијата и за разлика од овие тешки теми и проблеми во здравството, во здравствениот сектор, ќе се обидеме на крај малку да се порелаксираме, да зборуваме за нешто што е, да речеме, ајде за убавиот дел на општеството, тоа е уметноста, музиката, творештвото. Тука во студиото ја имаме Жаклина Узунова, сопруга на македонската музичка легенда Јанко Узунов. Добре дојдовте во студио 10. Добре дојдов. Поздрав до вашите гледачи, поздрав до вас, до екипата. И во знакот на хуманоста, еве да проговориме малку. Да, и во знакот на хуманоста и на музиката, имено вие организирате еден концерт во чест на 10 годишнината од смртта на вашиот сопруг, значи еден јубилеј на некој начин што треба да го одбележи неговото творештво, па еве да ни кажете за што се работи. На 11 февруари, тоа е сега во недела, со почеток во 16 часот, во салата на Хуманитарниот дом Даре Џамбас, организираме концерт насловен како Јанко во срцете носиме. Тоа е во спомен на 10 годишнината од смртта на мојот сопруг Јанко Узунов и во соработка со Црвен крст на град Скопје. И ние и предходно, од кога ја отворивме школата за гитара Узун, во соработка со Црвен крст, организиравме такви хуманитарни концерти и секогаш тие беа посветени на некое хумано лице, на крводарители, на хумани новинари, на луѓе на кои им се потребни средства и луѓе со хендикеп. И јас со моите ученици понатаму ја продолживме таа традиција и оваа година, значи исто така, концертот ќе биде посветен на Јанко, но донациите што ќе се соберат во холот на домот ќе има кутија за донации. Средствата ќе бидат наменети за мал групен дом во Берово, тоа е дом за деца без родителска грижа во Берово. Ете така. Тоа е наистина убаво, да. Така. Тоа е супер, значи тоа треба да им помогне на тие деца, значи еве ги повикуваме сите гледачи кои гледаат да учествуваат во тој концерт. Така и жиросметката ќе биде објавена таму на кутијата, кој има желба може да донира така и за поправки на домот и за се што е потребно за тие дечиња во домот. Знаете како велам, кога зборуваме еве вака за нешто конкретно, најубаво да ги потсетиме гледачите за што зборуваме така. Сушност, па така со ваша помош направивме една мала селекција на музички дела, на numери, каде што настапува покојниот Јанко Узунов и вие со него се разбира. Па еве прво да видиме една музичка numера каде што настапувате заедно, па ќе продолжиме со разговор. Ајде, со задоволство. Го сакам денот, убав спомен, кога до срце патот го најде, ко од звезда дивко од небото слезе, во мојот живот за секогаш влезе. И уште многу пати ке речам, со твојта љубов душа си лечам. Ми дојде како срцелина дел, ќе бидам твоја во животот цел. Еден за друг во секое време, во срце оган силно не гре. Да, еве го вашиот настап каде што ве следи вашиот сопруг. Да. Тоа е настапот, последниот јубилеен концерт кој се одржа 2010 година по повод 40 години естрадна дејност на Јанко Узунов на естрадата. И оваа композиција беше напишана од еден наш многу драг пријател, текстописец Цане Трајчевски. Еве во оваа прилика, ако гледа, да го поздравиме, инспириран од нашата голема љубов меѓу мене и Јанко. Текстот е негов, а ова музиката и аранжманот е на Јанко.
и тогаш беше изведена на овој јубилеен концерт. Сега сакам да ве прашам нешто што ние новинарите некогаш секогаш не обвинуваат дека гледаме црно на работите, се разбира дека не е така, се е тоа во интерес на јавноста. Дали државата ја цени уметноста кај нас? Еве сакам едно такво прашање кај вас. Дали големите мајстори подосна на некој начин некои обвинуваат дека некогаш ще се забораваат од државата, од надлежните тоа. Да ви кажам, баш не знам за која голема личност се работеше, го гледав Венко Андоновски како спомна дека доколку фамилијата не се ангажира да направи некој таков настан за да одбележи за некоја личност од било која област што оставила трајни вредности, да речеме, на нашата држава, значи за жал државата многу малку прави. И јас ова сега сама го организирам. И сите концерти наназад, јас сама сум ги организирала во соработка со Црвен крст, но тоа е многу малку значајно за па и Црвениот крст е невладена организација и тоа не е државна институција, да речеме. Сакам да кажам дека во тој дел само тие, еве, да речеме, ако треба да правам концерт, јас треба да инвестирам и во голема сала, тука јас не сум личност што може да бара спонзори, нити барам, нити можам да барам. Затоа тоа јас сама го организирам со наши пријатели, секако еве благодарност до сите учесници што ќе дојдат, тоа се секако наши пријатели кои направиле, да речеме, имаме од Валандово имаме гости што посветиле композиција на Јанко, насловена за Јанко. Тие ќе ни бидат гости, ќе ја изведат таа композиција. За мене е тоа многу еден исто така хуман гест што ќе дојдат од Валандово да настапат само за на Јанко да му направат чест. Исто така и во програмата, значи, сум среќна што имаме уште од учениците што учеле кај нас, па и тие така ми помагаат. И еве можам да спомнам дека и некои од колегите што Јанко им посветувал песни или биле дел од некои фестивалски сцени, ќе бидат така, да речеме, малку да ни го освежат програмата. Вардарски петли беа една хумористична група кои настапија некаде 89 или 90 на Фолкфест Валандово и ја испеа чак и панкерот. И малку едно освежување така. На таа номера, да. Така, вие сте можеби помлад, ама ја памтите, така. Друго нешто, значи, што еве да спомнам што ќе се случува на овој концерт, една наша драга пријателка, новинарка, ваша колешка, Валентина Георгиевска Парго, е автор на книга, биографија за Јанко и Жаклина, и тогаш само ќе објавиме книгата. И книгата е насловена Јанко Узунов, тој сиот беше музика, а официјална промоција на книгата ќе направиме на 15 февруари, бидејќи тогаш е роден денот, тоа ќе биде и за новинарите, роден денот на нашиот маестро Јанко. Да. Во поглед на кога еве зборувате за учениците, за на оние кои ги пренесувате своите знаења, гледаме дека проблемот со едукацијата на младите сега е навистина голем, и тоа во поглед на социјалните мрежи, на YouTube, на тоа што гледаат, што слушаат. Гледаме дека тоа се работи кои не само што не се соодветни за нив, туку не пружаат никаква едукација и образование. Тоа ми се чини дека исто така еден од проблемите, како вие да го пренесете своето наследство, а повторно ќе се вратам на политичарите, секогаш им се полни усте со култура, со се тоа, но кога гледаме конкретно... Малку се прави за да се зачува тоа нешто, да се зачува културата. Значи, имаме ние многу доајени, еве во нашата фела, во музиката, кои почина и веќе многу ретко се спомнуваат.
Значи, не само Јанко, многу ретко се спомнуваат. не знам што да И кажам. наместо да се негуваат тие вредности, тие трајни вредности, ние негуваме нешто друго сега сосема. Сега, знаете, некако... после што очекуваме, какви едни генерации? Овде кај нас некако се доби искривени вредности, не знам како да го коментирам ова. Во нашата фела, да речеме, еве, иако ние ги учевме децата да свират на гитара, знаете како, не им препорачувавме музиката да им биде главна професија, затоа што тоа е многу тежок пат. Значи, ако музиката ти е главна професија, или ќе бидеш некаде, еве, и на факултет, на музичка академија да се запишаат, ако можат да се вработат во филхармонија или во операта, добро, ако не, што ќе прави? Треба да свири по кафичи, по ресторани, по свадби за основна екзистенција. Или некој наставник во некое училиште. Да. Таа е перспективата. Добро, значи, еве, за крај само што еднаш да подсетиме, 11 февруари во салата Хуманитарниот дом Даре Џамбаз во Скопје со почеток во 16 часот е концертот. Да ги подсетиме. Нека повелат сите љубители на добрата македонска песна и на старите евергрини и поп музика, фолк музика, ќе испееме колку можеме повеќе рефрени од авторот Јанко Узунов, но и во знакот на хуманоста, еве, да повелат сите оние луѓе кои сакаат да донираат за овој мал групен дом во Берово, нека повелат, влезот е слободен, значи бесплатен е, и нека повелат, еве, покана и до вашата телевизија, до вашиот медиум, ако имате или представник некој, да дојдете да го снимите овој настан, ќе ни биде драго. И се разбира, ви благодарам и на вас. И како што почнавме, така и ќе се одјавиме со музика за целата емисија да заврши во добра атмосфера. Teče ko da plače, žalna pesna ko da peje.